кога ќе влезеш во креирање афери во службите, во тајните служби. И кога тие афери се така аматерски изведени, дека тоа сите странски служби кои што се заинтересирани за Македонија го следат, го проценуваат и кога гледаат дека тоа со таква една голема несериозност, тоа не ти ја сопираат со работката, но ја намалуваат на минимум. Ние сме членка на НАТО. Кога некој ќе каже дека во Македонија има внатрешни надворешни непријатели кои се заинтересирани да не дестабилизираат, или треба да има огромни докази дека практично 90% од нашите соседи некој е умешан, или тоа упатува на Србија која единствената не е членка на НАТО во нашето соседство. Ако е тоа во нашето соседство, по принцип на дедукција не е тешко да определиме кои се можните кандидати за таа дестабилизација. Мислам, одма ќе се согласиме дека не се Данска и Финска, предпоставувам. И сега, или имаш храброст да таа теза елаборираш, ако воопшто имаш информации за тоа. Бидејќи мислам дека ова и што Тошковски и што Мицковски го зборуваат, тоа се онака полулупетања. Како рекоа, ние имаме сигурни индиции, абе човече, не можеш ти на индиции да креваш безбедносна ситуација во државата да доведуваш под проблем, а питоа ништо да не правиш. Мислам дека ги имаат проценето, дека се, особено Мицковски, мислам, тоа и минатиот пат го зборевме. Човекот е толку склон на конспирации, толку е окружен со луѓе кои веројатно таму нема кој да му каже, бе, премиере, да не претеруваме со некој работ. Напротив, го стимулираат да влегува во разноразни глупави истории.